Во денешната екоакција за пошумување која што се случи во околината на манастирот Свети Димитрije кај селото Селце Прилепско, беа засадени 5000 садници багрем. Донатор беше Љубе Митрески кој живее во Скопје, но има прилепско потекло. Мотив за донацијата му била претходната ваква акција која што се случи пред 3 недели, кога донатор на 500 садници беше прилепчанецот Диме Велески. Митрески се надева дека овој негов чекор ќе го следат и другите компании и бизнисмени. И убаво малку да помогнеме сите кои колку може. Јас сум прилепченец, имам обврска да направам нешто, да едноставно да барем да донирам некои средства или дрва и така натаму за благодарение на овие луѓе кои се иницијатори од Прилеп, ова друштво, да тие го организирале ова, да ова место се оплемени и да биде како што било порано. Следејќи го примерот на Велески Митрески, за идната пролет се пријавиле донатори од Швајцарија со прилепско потекло, да дојдат да донираат и да засадат дрвја во околината на Прилеп, затоа што на некои места шумскиот фонд во Прилепско е уништен скоро 100% од дрвократците и пожарите. Многу е потребно, бидејќи е доста уништено. Несовесноста на нашите граѓани е толку голема што ако поседиме уште масов крсти и раце, за скоро време ќе немаме шума, ќе немаме дрвце. Во околината на Прилеп за жал е многу потребен голем број на пошумување. Како што сме сега тука во близина на селото Селце, така станува збори во останатите региони во околината на Прилеп, бидејќи ова лето, како и изминатите, имавме доста многу пожари, шумски пожари, кои што за жал нели најголем фактор е утврден дека станува причина за човечкиот фактор, дека е подметан, но се помалку се ваквите иницијативи за пошумување и за грижата на животната средина. Но сите се согласни дека и 500 вакви акции да се направат со по 5000 садници. Џабе ќе биде се, ако институциите и понатаму се прават глуви и слепи на невидениот криминал со кражбата на дрва во Прилеп, кој што се случува веќе 30 години. Тоа дефинитивно треба да заврши таа приказка со дивократството. Веројатно кривичните да се прогласи како најтешко кривично дело и тие луѓе треба да се санкционираат таму кај што му е местото. Никој нема право да уништува нешто кое што не е негово, нели? Така да јас знам дека постои тука во Прилеп, хајде да кажам некаква мафија која што никој ништо не може, што е штета за државата. Ние сме држава, да, нели? Ако сме држава треба да постои ред и поредок. Акции за пошумување во Прилепско се најавени во наредните викенди, се додека за тоа дозволуваат временските услови.